Јас, Македонија, крв и камен. Слушај ме добро. Не сум бајка ни легенда. Јас сум рана што не зараснува и пламен што не се гасне. Јас сум Македонија. Мојот прв крик не го запиша никој. Додека во старото камено време моите луѓе кршеа камен и ја црта својата судбина на зидови од пештери, јас учев да преживувам, да се кршам и да се крпам, да станам земја што ќе ја посекуваат сите, но никој целосно нема да ја добие. Потоа дојдоа векови, кога се креваа кралеви и паѓаа царства, пеонци, пајонци, антички македонци, моите први војни, моите први кралства. И тогаш се појави тој човек што знаеше дека од раздор може да направи сила. Филип II не бил само владател, бил ковање народ од железо. Од племиња направи држава, ги прекрои копјата и ја створи фалангата. Зид од луѓе, што дури и боговите го гледаа со почит. Македонија првпат стана непокорна. Првпат стана пример што сите го копираа, но никој не го повтори. Но јас бев проколната со големина, зашто после Филип дојде оној што дури и денес го изговараш со здраво почит. Александар III, победникот, македонецот. Собрал војска што не прашува дали е можно, туку колку брзо да тргне. Премина реки што ги сметале за крај на светот. Поклони Египет, покори Персија, ги исцрта границите на сонот што и денес не се достигнати. Со секој чекор низ Азија, со секоја победа, Александар го изговараше моето име и светот слушаше. Но кога умре прерано, умре премногу голем и за мене, и моето тело го распарчија како плен. Империја поделена меѓу генерали што мислеа дека ќе станат кралеви, но всушност стана гробари на сонот. Потоа дојде мрак, векови на римјани па Византија. Преку мене маршира империи како да сум мост, а не дом. Со мене се менува царства, кнежевници, мачители. Во средниот век ме делеа меѓу комнини, бугари, срби, се додека турците не ме зазедоа од османлиска сенка, долга 500 години. Тогаш моите деца се кренаа, Карпош, Разловци, Кресна, плаќаа крвави даноци, но никогаш не се откажаа. Во 19 век моите синови ќерки конечно рекоа: ние сме македонци. Ги слушав како во темни соби со свети ја прават револуцијата. Од хартија и желба го создадоа в моро. Го подигнаа Илинден како молња што ја рассече темнината. Крушево стана светлина, иако траеше само 10 дена, но тие 10 дена ми беа доволни, он ни вживеев цел век. 20 век, најкрвавиот. Балкански војни ме распарчија како животно. Првата светска ме прегазија робови. Втората, моите деца беа поделени, но повторно се кренаа. И конечно, во 1944 година го напишав своето име како држава со своји букви. Своја црква, свој јазик, своја судбина. Едва и преживеана, но своја. А денес сум мала, да, не го кријам тоа, но мојата историја тежи повеќе од многу кои мислат дека се големи. Се борам со вековни спорови, со туги толкувања,
се обиди да ми ја препишат историјата, да ми го избришат името, да ме убедат дека сум измислица. Но јас не се плашам. Зар после Филип, после Александар, после Илинден, после се што преживеав, јас сум Македонија и мојот народ не се мери по бројност, туку по тврдоглавост. По тоа колку пати ќе го соборат и колку пати ќе стане. Векови ме делеа, но никој не успеа да ме скрши. Империите што ме газеа, одамна се прашина, а јас уште стојам, уште зборувам, уште пулсирам, зашто додека еден македонец ќе удри со тупаница во градите и ќе рече: ова е мојата земја, јас ќе живеам. Крв сум, камен сум, песна сум, прошка сум и непокор. Јас сум Македонија и не се предавам.